Да, не е културно. Колегата Пренџов излезе, ама ќе почнам со репликата. Прво, да му посочам на колегата дека сигурно не се разбира повеќе од бројки од мене, затоа што сум дипломиран математичар. Второ, знам дека ви е болно кога ги слушате тие бројки, ама тоа мора да ги слушате, затоа што вистински се случуваат, вистински се покачени платите, вистински се помага на граѓаните, вистинските мерки се носат и ќе се носат, затоа што и покрај тоа што кажувавте дека не се вистински и претходно пакетите мерки, видовте дека сте грешка и после тоа ги гласавте и вие. Колегата Пренџов, искрено да ви кажам, воопшто не го следам, а поголем дел и од вас не ве следам. Меѓутоа заедно бевме на емисија и таму тој се чукаше во гради дека 4000 фирми биле затворени и знам дека не ви оди во прилог дека пред 7-8 години 30.000 фирми во ваше време во една година биле затворени, а тој сега за 4000 фирми кажува дека е многу и не ми даде одговор ни во репликата. Воопшто не ми даде одговор. Не знам зошто не ми даде одговор. Зошто во време на ВМРО ДПМНЕ 2015 се затвориле 30.000 фирми, а сега за 4000 фирми во време на криза кажува дека се многу. А во исто време 6.000 нови отворени во иста година, 2021. Значи, точно конкретно поставив прашање до колегата во мојата реплика. И на тие едно прашање не ми одговори. Затоа што нема одговор. Затоа што и говорите и репликите ви се напишани од партија. Само не знам од која партија, колега Пренџов. Воопшто не знам, требаше тоа да ми одговорите. Дали ви се од ВМРО ДПМНЕ, затоа што говорот ви беше идентичен на сите како колегите пратеници од ВМРО ДПМНЕ. Сигурно ви од таму напишан, или пак може би од Гром ви е напишан, не знам. Спомнавте раст на БДП. Ги изчитавте бројките што ви ги напишале. Еве, јас ќе ви кажам, растот на БДП колку изнесувал 2009 година. Минус 0,4%. Зошто за тој раст не кажавте? Раст ли е тоа минус 0,4%? Објаснете. 2012 година. Минус 0,5%. Што е тоа? Зошто не објаснивте 2015? Што се случило тогаш? Имало ли раст на бруто домашниот производ? Спомнавте дефицит. Ајде да видиме дефицит колку бил претходно. 2013 година 3,8%. 2014 година 4,2%. Рекорд. 2013 и 2014 година најголем дефицит во нашата држава. Рекорд. Зошто тоа не го спомнувате? Зборувате дефицит сега во време на криза. Така ли се помага на државата? Вие не помагате на оваа држава. Вие во време на вашето владење апсолутно ништо не направивте за оваа држава. Кажете, еве нека излезе еден од вас, нека каже што направивте вие за оваа држава. Затоа и во тоа време 2013 и 2014 година сте земале кредити за да градите тука непотребни, непродуктивни и некорисни работи, невработеноста била 33% и дефицитот бил најголем. Ете тоа сте правеле вие претходно. Кажете, набројте 5 работи што сте ги направиле за оваа држава. Еве, јас ќе ви кажам што е направено. 2017 година 480 километри патна мрежа, 533 милиони евра дадени за оваа патна мрежа. Од 2017 до 2019. 2020 25 патишта, 270 километри, 57,6 милиони евра. Конкретно направени и изградени. 2021 8 патни правци, 105 километри, 62 милиони евра. И сега се гради, се реконструира, патувате, гледате дека се прават патиштата. Само во нашата општина, во општината од која што доаѓам и јас, регионални патни правци има направено над 80 километри. Локални патишта 6, сега уште 3 клучни ќе се прават локални патишта. Тоа е дело на оваа влада. Тоа е дело на овој проект кој што се уште трае.
проектот за поврзување на локални патишта. Зошто вас не ви текна да направите такво нешто? Зошто вас не ви текна по општините да изградите основни услови за учениците, училишта и спортски сали? Туку беа во распаѓање сите училишта. Ви текна компјутери да наредите инсталација во рурална средина по селото, ама не ви текна тоалетите да ги реновирате. Толку ли немаше некој паметен од вас да отиде тогаш на министрите да им каже овие деца услови немаат да учат тука по селата. Ама важно компјутерите ги наредивте кинеските. За 2-3 години се расипаа компјутерите. 70 милиони евра компјутер за секое дете. 70 милиони евра компјутер за секое дете, 70 милиони евра дадени за 5 патни правци. Ете ја разликата, гледате ли? Ама тие патни правци ќе се користат 20-30 години. Немојте да се нервирате, колеги. Тоа е вистина, тоа се факти, бројки ви кажав со бројки дека ќе зборувам. Ви кажав дека програмата ваша правиме анализа исто како вие што критикувате. Еве и јас ќе ви кажам. Се што сте ветиле, во секоја сфера, апсолутно ништо во програмата што ви било не се реализирало. Оваа влада ветила минимална плата 18.000 денари, толку е минималната плата сега. Ја врзала минималната плата со растот на трошоците, ја врзала со просечната плата и сега е тоа за разлика од претходно си е сигурно осигурано со закон за секој граѓанин на оваа држава. А претходно беше 9.000 денари, по конфекции 6.000 денари. Така ли беше? Така беше. Сте ветиле Луково поле, 84 милиони евра. Во делот на енергетика, во вашата програма е ова. Нема ништо. Сте ветиле Бошков мост, Хец Бошков мост, 107 милиони евра, ништо, нула. Каде се? Сте ветиле рудник за јаглен во Мариово, 800 милиони евра сте ветиле рудник. Каде е рудник? Ништо. И сега на кој треба да му веруваат граѓаните? Вашто сте ветиле и ништо, нула не сте реализирале од тоа, или минималната плата најавена во програма, ветена и реализирана? Ветени проектот за локални патишта, 500 километри локални патишта, 2/3 се реализирани. Еве го сега новиот повик. Само многу голема штета со повикот и верувам дека и за тоа, и тврдам дека заради тоа се скратени средствата, затоа што вашите неспособни градоначалници не можат проектите да ги изготват и не се на време аплицирани. Значи, прашајте ги слободно, немаат проекти изготвени, до толку се неспособни што проектите не можат да ги изготват. Проектите не изготвени, како сакате да ви одобрат средства? Нема да ви одобруваат. Нема да ви одобруваат средства. Колега Пренџов, за разлика од тоа што јас конкретно со бројки ви го кажав и знам дека ве боли и бевте хаотичен во контрарепликата и многу бледо зборувавте од тема на тема, префрлувавте, еве јас си запишувам и точно знам што сте зборувале. Кажавте вработени договор на дело во администрација. Пред неколку дена, точно до бројка, и ги имам и податоците, ќе ви ги доставам. За 11 години во администрација ВМРО ДПМН вработило 30.000 вработени. За овие 5 години во администрација има вработено 2800 вработени. Точно со бројки ги имаме, бројките се од Државниот завод за статистика. Тука нема лажење со бројки, колеги. Тука нема лажење. Знаат сите што работат во државен сектор, знаат сите што се случуваше, работни места измислени, непостоечки работни места, од едно 10 правевте, не 2. Од едно работно место 10 правевте. Ама знаете ли што правевте со тоа? Тој што е навистина вреден, тој што навистина требало да биде вработен, сте го истуркале од оваа држава за да вработите некој неспособен на тоа место. И ги преполнивте сите институции, до толку ги преполнивте да бидат нефункционални, што години и години ни треба да се опоравиме од таа нефункционалност и обструкција од вашите вработени кои што апсолутно не требало да се вработуваат. Направите компарација.
30.000 вработени ВМРО ДПМН, 3.000 вработени СДСМ. Има ли разлика? Има разлика. 10 пати повеќе во администрација влегле во време на ВМРО ДПМН неспособни кадри ваши. Спомнавме енергетика. Слободно отворете, видите што се случува сега со енергетиката. Колку инвестиции, еве сега, значи има најнова измена во која што секој домаќинство може да си постави фотоволтаични панели со кои што со таа инвестиција ќе може да плаќа по-ефтина електрична енергија. За 4 години од 2018 30 мегавати инвестиција Когел и 10 мегавати инвестиција Осломеј 1. Имаше отварање, видовте веќе готова инвестиција. Уште една е во тек на изградба 100 мегавати. Уште 2 фотонапонски електрани не чекаат овде да ги изгласаме. Знаете дека законот расправата е започната. Се надевам дека ќе го поддржите и покрај тоа што се јавувавте по 30 луѓе на реплика, за да може нели да не се изгласа тој закон, ќе го изгласаме. Знаеме како да се избориме со вас. Впрочем, ние се изборивме кога за помош на граѓаните мораше со скафандер да се доаѓа, ама за падот на владата тогаш вие можевте да носите со скафандер, нели? Претходно не можеше да се доаѓа со скафандер, ама кога дојде за владата да ја кутните, тогаш можеше да носите. Толку двојни аршини имате, колеги. Толку немате доблест. Пред македонската јавност сакам да кажам најискрено и најотворено една работа. Ако знаеме ние како пратеници овде да кажеме да имаме доблест за некоја работа и од претходно проект или некоја ваша мерка, браво, тоа е во ред. Или да знаеме да се извиниме, и пратениците и поголем дел од членството воопшто немаат доблест да кажат за еден проект или за една мерка. Добро е, криза е, време е ова заеднички да го донесеме. Ниту знаат да се извинат, ниту знаат да помогнат. Апсолутно во секој дел само се обструира и во овој момент на ребаланс на буџетот, наместо да седнеме и заеднички да го донесеме, тие пак се јавуваат за говори, безсмислени, само да критикуваат. Ништо друго нема. И во делот на ребаланс на буџетот, бидејќи почитуваниот колега ми укажа, малку биле 67 милиони евра, и за земјоделието и 76 милиони евра биле малку за помош на граѓаните, ама не се толку затоа што има веќе предвидено средства по секоја ставка. Ова е плюс од редовниот буџет за 2022 година. Колеги, од кога сме станати пратеници, секогаш, постојано, секој месец има некоја мерка и нов закон кој што го носиме за да помогнеме на компаниите и граѓаните. Ве замолувам, имајте доблест, ако обструирате постојано во континуитет, само со една цел да се вратите на власт. Имајте доблест барем сега да бидете конструктивни и да може ребалансот на буџетот да го донесеме заеднички без никакви проблеми. Тековните трансфери со овој ребаланс се планирани 189,7 милиарди денари или за 19 милиарди денари повеќе во однос на планот од 2022 година. Значи, тоа требаше да го кажете, колега. Предвидени се 4,7 милиарди денари, односно 76 милиони евра за резерва, бафер, го спомнавме, тоа уште и министерот го спомна на почетокот. Тие ќе се употребат за таргетирана поддршка за заштита на стандардот на граѓаните и ликвидноста на компаниите. Колку и да не сакате да признаете, компаниите останаа ликвидни. 2 години државата постојано таргетира мерки кон нив со помош во придонеси, со помош на минимална плата која што беше од најмала до најголема компанија која што има 30% помалку од заработувачката. Не поврат на минимална плата за сите вработени беше исплаќена. Знаат компаниите дека тоа им беше помогнато. Од најмали фирми до најголеми компании таа помош беше. 6 месеци беше исплаќена. И во време кога тие не работеа, државата им помагаше.
Планирани се дополнителни субвенции за директна финансиска поддршка во делот на земјоделскиот сектор со дополнителни 3,2 милиарди денари или 52 милиони евра. Во земјоделието рекордно има сега во централниот буџет одвоено средства. Ова се плюс средства кои што ќе бидат додатно во субвенциите, затоа што знаете дека има и интервентен фонд, има и национален план за храна изготвен. Пензиите, со законот кој што го донесовме, 3 месеци пензионерите земаа по 1000 денари плюс. Со новиот закон и во септември ќе има усогласување, односно покачување на пензиите, кој што од следната година ќе биде 2 пати годишно и си е врзано со закон и ќе си биде постојано во континуитет и понатаму зголемувано. И немојте да зборувате за пензионерите. Вие што направивте? Колку ви беа пензиите пред 7-8 години? Што направивте за пензионерите? Сега си е законски регулирано и нема мрдање од тоа. Нема ниту намалување, нема зошто да се плашат пензионерите. Со закон си е регулирано и од следната година 2 пати годишно со растот на трошоците. Од септември си започнува покачување на пензиите. Така да почитувам, колега, во моменти на економска криза и здравствена, која што веќе изменува низ целиот свет и низ цела Европа, не е добро да се само фокусирате на критики. Треба да кажете што било добро, што било може да се подобри понатаму, што може заеднички да направиме. Ние сме тука за граѓаните, заедно да работиме. Не сме тука да се критикуваме. Секој ребаланс и секој буџет, дел од амандманите, се надевам и сега ќе бидат прифатени, секогаш се прифаќани, затоа што и ние како пратеничка група и оваа влада знае да прифати, за разлика од вас. Вие не прифаќате ништо. На чија штета не прифаќате? На штета на грбот на граѓаните. И тоа воопшто не е во ред. Во економска криза да се прави обструкција на парламентот, да се блокира парламентот. Зошто? За да се вратите на власт. За да се вратите на власт. Апсолутно точно ви кажав. Зошто? Пак не би победиле. Зошто? Вие изгубивте предходните парламентарни избори, 2024 пак ќе изгубите. Зошто? Затоа што, почитуван колега, ви кажа и твојот председател, не знам дали ви е уште председател, кажа на една емисија, слушнавме сите, ВМРО ДПМНЕ нема коалиционен капацитет. ВМРО ДПМНЕ нема слух, буквално цитирам, Стефче Екимовски изјави така, ВМРО ДПМНЕ и Христијан Мицковски немаат слух, немаат коалиционен капацитет, не знаат да слушаат, не знаат да соработуваат, па и да освоите, што не верувам, некој глас повеќе, вие не може да се договорите со коалиционите партии и гледаме, сведоци сме на тоа секојдневно што се случува. Значи, за тоа имаме и потврда. Значи, тоа е потврдено. Јас не го кажувам тоа, Стефче Екимовски го кажа тоа. Вашиот партнер доскорошен, така ли беше? Значи, тој го кажа во емисија дека ВМРО ДПМНЕ нема коалиционен капацитет. Почитуван колега, ве молам да се задржите и да ми одговорите на прашањето на кои што ви ги поставив, зошто 30.000 фирми 2015 година биле затворени и зошто вие како партија продолжувате да блокирате и овде во собранието, се со една цел да се вратите на власт, а знаете дека редовни избори ќе има 2024 година. Благодарам.